Визуелен уметник на нашето време. Со своите фотографии учествува на изложби ширум светот и добива награди и признанија во Чешка, Франција, Јапонија, Кина, Португалија, Русија, Соединетите Американски држави, каде го представува Охрид како град на уметноста, зашто Охрид сам по себе е уметност. Космополитизмот на Охрид и стекнувањето на пријатели низ светот се потврдени и преку објавувањето на поштенската марка во Франција со ликот на охридскиот фотограф Зоран Велјановски Летра. Фотографите меѓусебно најчесто и обично кога посакуваат добри фотографии се поздравуваат со изразот има и добро светло. Доброто светло е основа за цртање на светлината, за цртање со светлина, со тоа што јас лично сметам дека и темнината е многу битна, затоа што ако не постои темнината, ние всушност нема да ја знаевме светлината. Охрид е уникатен град. Точно е дека е можеби еден од најфотографираните градови во Македонија, сигурно е, затоа што Охрид го има најголемиот рефлектор на светот. Или ние викаме зиберка на светот. Тоа е Охридското езеро. Тоа е едно огледало кое од природната светлина ја рефлектира 100 пати повеќе. Така да нашиот град е секогаш добро осветлен. Иначе магијата на фотографијата ме освои уште од средношколските денови, каде вршевме експерименти со црно-бела фотографија во тогашниот радиоклуб, каде што имаше една фотосекција. Дури и праќавме во магазини како што беше Народна техника на Југославија. Тогаш и јас испратив една фотографија направена со другари, која ја крстивне распнувањето на Рамзес III во Охрид. Беше доста сценска фотографија наместена и за таа фотографија добив прва награда за најиновативна фотографија. Самиот дел на фотографирање, од кој ќе го купевме филмон во Старана Нама или било каде, и кога ќе го развиевме и кога ќе осветлевне фотографијата на фотохартија, и самиот миг на појавување на првите облици на фотохартијата која експонирана и потопена во развивачка течност е магија. Тоа за мене беше љубов на прв поглед. Јас лично знам да заседнам на едно место и да го наблюдувам, да ја наблюдувам светлината, да калкулирам во себе си експозицијски дали ми треба статив или не. Обично го чекам тој одлучувачки момент кога ќе го притиснам копчето на фотоапаратот. Не брзам, што се однесува до омилени фотографии. Најинтересните фотографии ми се оние кои до сега не сум ги фотографирал, дефинитивно. А сите до сега што сум ги објавил, фотографирал, биле на повеќе изложби, тие се стотици фотографии ми се омилени, затоа што секоја фотографија во себе носи некоја животна приказка. Порачува, раскажува, си го живее својот живот, едноставно речено. Сум заприметил дека во одреден период од мојот живот, и старите фотографии што сум ги фотографирал, и новите, во одреден период од животот различно ги доживувам. А и доста познавачи на фотографијата, критичари и така натака, гледајќи ги моите постари дела и сега ова што го работам, и експерименталната фотографија, секој во одреден период од животот различно ја доживува.
И сето тоа е нормално затоа што фотографијата е жива. Нема рецепт за добра фотографија. Едноставно се случува или не се случува. Значи, дали е тоа окото, погледот, композицијата, светлото, поставките на апаратот, без разлика од која марка е, дали бил скап или ефтин, апсолутно е сеедно. Јас го следам секако пазарот на фотоопрема и не паѓам на тие ефтини маркетиншки трикови, колку милиони пиксели ово. Важно ми е да има добар сензор. Исто како што порано ми беше важно моите постари аналогни фотоапарати кои ги чувам кај мене, да имаат функционалност. Во смисла, барам, односно за мене е најважно да можам мануелно и креативно да ги поставам поставките на фотоапаратот. Без да се грижам или да запаметам многу комплицирани или прекомплицирани процеси, односи. Бидејќи сето кога ќе собериш на крај се сведува на три работи. Во фотографијата е најважно да одредиш или односот измеѓу тие три работи. А тоа е да брзина на снимање, отворот на бленда и осетливоста на филмот или на сензорот. Професионално започнав со Canon. Со Canon започнав неколку години. Може би помалце, можда 2 години, 3. Меѓутоа проложив долги години, можда 20 години со Nikon. Ми ја даваше таа heavy duty, да речем, сигурност, што можев да ја постигнем со Nikon апаратите. Боите ми беа поладни, кои јас така ги сакам, и постпроцесот беше поедноставен за снимање. Сега работам со Fuji X Pro серијата, која некако најмногу ми го доловува микроконтрастот на бои, без разлика дали е црно-бела или колор фотографии, кои ме потсеќаат на аналогната фотографија. Секако, работа ми на филм, се уште, значи замрзнувачот дома ми е препон со филмови, смрзнат, кои ги користам од време на време, и тогаш користам Nikon мануелен фотоапарат со 50 мм леќа и Kodak X 3X од 400 аса филм. Иначе за Nikon или Canon, значи Nikon, ако го речам, би го рекол Nikon, и ова капачето ми стои на Fujifilm само од сентиментална природа. Едноставно, фотоапаратот е алатка, без разлика која марка, колку е скап, колку мегапиксели има, или можете да земите аналоген фотоапарат и да сликате и да добиете извонредна фотографија. Со сериозност и со голема доза на загриженост можам да кажам дека далеку сме. Далеку сме од светот. И тоа не поради недостаток на квалитетни кадри што ги имаме кои работат од областа на фотографијата, уметноста воопшто, него поради недостаток на основна инфраструктура во културата. Сега единствена карика што не држи малце во игра се поединци кои работат повеќе или помалце, а најчесто повеќе, за странски културни институции, каде што се добро ценети, добро платени. Да не наименувам сега, имаме такви личности низ светов, сегдека. Јас во мојата, како да кажам, во
заработката од фотографијата имам само на страна од Македонија. А тоа е што сум работил за неколку универзитети во Америка, фотографии по нарачка, обично бараат византијска уметност, што сум работел за трите најголеми светски музеи во светов, по проекти, за Royal Academy of Arts, тоа беше иконите од Охрид, сум работел за Фуджи музеот во Токио и за Metropolitan Museum of Art во Њујорк, исто така фрески, икони, апсиди на цркви, значи византиската уметност која е доста ценета. Ние кај нас овде едноставно треба да се ресетираме, да почнеме од почеток, да инсталираме систем. Систем кој не успеавме, за жал, во изминативе не 30, него 50 на години да го одржиме современ. Не само да го одржиме него современ, него туку и да го одржиме во живот, кој за жал изумира, ако не е веќе мртв. Зашто зборуваме сега ние тука, кога знаеме дека последната колку толку инвестиција или објект што се изградил, односно не се изградил, само се реновирал и доградил, од областа на визуелните уметности, да трниме настрана Самуилови тврдини, ископување на плаошник, антички театар, залив на Коски, која сепак е таа една природно културно наследство. Зборувам за живата култура. Единствениот проект кој е направен во овие 50 години, или нешто е доградено, нашминкано, тоа е Домот на култура или Ново кино, како што си го викаме ние во Охрид. За жал, старото кино беше по-магично, ама Ново кино, тоа беше негде крајот на 70-тите, почетокот на 80-тите, значи добро реков, околу 50 на години, 40-50 години. Значи, убавините на Охрид се прочуени во светот, но полека бледнеат од нашата неспособност, некомпетентност, политиканство, подценувачки однос кон се она што е наше, што ни припаѓа од памтивек. Она што е од Бога дае, затоа што овде Господ, кога сеел, не гледал колку природни реткости и убавини ќе посее. За жал, ние сме тие што во овај половина век, а можда и повеќе, останавме да се подпираме исклучиво на Божјата убавина што ја подарил Охрид и на ретки случаи, на ретки искри светлина во возобновување на културно-историските споменици. Ништо друго, за жал. Јас си како гостин предавач на универзитети, на Апостол Павле, на Европа Прима. Секогаш кога стартувам со студентите на првиот час, првата реченица, бидејќи обично предавам на англиски јазик, ми е let's talk about love. Значи, ајде да зборуваме за љубов, затоа што фотографијата е љубов. Значи, посветеност, љубов, многу време, многу експериментирање, многу поставки, многу учење, всушност учиш целиот свој живот. Верувам дека најдобриот начин да се брендирате себе си не е како фотограф, туку како визуелен уметник. Така кога некој кога ќе ве запраша што правите во животот, вие само ќе кажете дека сте визуелен уметник. Многу позабавно е, а и поинтересно отколку да им кажувате на луѓето за вашата здодевна работа. Станете визуелно отворени, подетинести, а креативноста никогаш да не биде воздржана. Ослободете ја, ослободете се. Обидете се да бидете исто како малите деца, затоа што тие можат да создаваат без никакви граници и ограничувања. Јас како татко и како уметник и како предавач по фотографија и како се она што представувам и со моето долгогодишно искуство во фотографијата, стојам на располагање. Секогаш сум стоел и сега
истото го кажувам, да го споделам своето знаење со сите заинтересирани млади фотографи во секое време и во секое место, по социјални медиуми, по било што може да ме контактираат, да ми пишуваат, да ме прашуваат, да одржиме некои тренинг сесии и сето тоа бесплатно. Охрид е прескапоцен, преголем е за нас, волшебен е сам по себе. Во моите спомени носталгично е врежан во секоја клетка од моето битие, но уште поважно во секој дамар на мојата душа и со секој такт на моето срце. Градот беше Мал Џин. Ствари, градот е Џин, попрецизно. Во моето детство се беше поспокојно, веројатно и секој така го доживува среќното детство во својот град, поспокојно. Ми се чини дека дури и птиците повесело пеа и посилно и на по-звонлив глас. А посакувам да го видам мојот град во 21. век. Значи, со се она што носи векови наназад со себе, со се она во тие 7000 години постоење наназад, меѓутоа, сето тоа внесено во 21. век. Го посакувам да иде модерен, еко-ориентиран, град со концертна сала, град со галерии за изложби, за уметници, за сликари, за фотографи, град кој ќе има простор за промоции на книги, на списанија и така натака. Тоа е она што најповеќе го посакувам. Посакувам Охрид да биде град на екотуризмот, да биде град на елитниот туризам, на културниот туризам, зошто да не. А најповеќе од се посакувам да ги видам моите сограѓани, моите охриѓани среќни, растеретени од основните потреби за пристоен живот. Растеретени од основните потреби за пристоен живот. Тоа го нагласувам. Мојот град ќе живее вечно, тој самиот мистично се возобновува. На нас е само да го почитуваме и да го пазиме сето тоа и да го воспеваме со нашите фотографии, песни, не знам, танци, слики и сето тоа да го издигнеме на ниво и да го презентираме во светот. Затоа што Охрид е се е за нас и секогаш ќе биде се. Септември во Форт Кафе, Охридски приказни. Овој септември многу охридски приказни во единственото Форт Кафе. Визуелен уметник на нашето време. Со своите фотографии учествува на изложби ширум светот и добива награди и признанија во Чешка, Франција, Јапонија, Кина, Португалија, Русија, Соединетите Американски држави, каде го представува Охрид како град на уметноста, зашто Охрид сам по себе е уметност. Космополитизмот на Охрид и стекнувањето на пријатели низ светот се потврдени и преку објавувањето на поштенската марка во Франција со ликот на охридскиот фотограф Зоран Белјановски Летра. После 8 години од последната изложба на фотографии во Охрид и 22 години од првата самостојна изложба, на 22 септември 2022 година во 19 часот во Форт Кафе, изложба на фотографии од едицијата Мојот магичен град со музичка поддршка на маестро Џеват Рамадановски, Охридскиот звук на виолина. Заш Охрид е градска приказна.